Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Свадбениот ресторан Жичара на патот од Тетово кон Попова Шапка ви нуди одлична услуга и можност за организирање на низа свечености. Муслиманските верници слават Курбан Бајрам. Сточарите незадоволни од продажбата. Верниците помалку купуваат од тие криза. Тетовска мапа со подземни контејнери. Акција на невладината организација Мултикултура Тетово. Свадбениот ресторан Жичара на патот од Тетово кон Попова Шапка ви нуди одлична услуга и можност за организирање на низа свечености. Вашите најубави моменти прославете ги во ресторан Жичара. Прекрасниот амбиент, како и локацијата на патот од Тетово кон Попова Шапка, го прават овој ресторан поинаков и вистински избор да уживате во вашите посебни мигови. Со капацитет до 400 гости и врвна услуга, ресторан Жичара ве кани да бидете дел од нивната магија. Ресторанот Жичара во склоп на Елем Турс започна со работа на исто на денот на објавување за сите организирање на сите прослави и свечености од страна на владата и започна со работа строго запазени со сите строго запазени протоколи од страна кои што се дадени на владата. Ресторанот започна со работа и со организирање на сите свечености, најчесто се тука свадбите, но може да се организираат и сите други свечености кои како сакаат да ги организираат посетителите и граѓаните. Фидбекот од до сега кој што организирале свечености е одличен, затоа што ресторанот се наоѓа на отворено, ги исполнува сите услови за организирање на свечености. Капацитетите можат да бидат до бројката кој што на сите им одговара, затоа што тука е на отворено. Растојанието на масите е по протокол, може да биде запазено секако што треба, затоа сите се задоволни до сега кои што тука организирале свечености. Послугата е од професионални, сакам да речем, келнери со долгогодишно искуство и готвачи. Ресторан Жичара нека биде вашиот синоним за прослави и дружби, а задоволните гости причина плюс и вие да се уверите во пријатниот амбиент и квалитетната услуга на ресторан Жичара Тетово. Тетовска мапа со подземни контејнери е акција на невладината организација Мултикултура Тетово, чија цел е укажување на локалните власти од потребата за примена на долгорочно решение во врска со управувањето со отпадот во општина Тетово. Тетовска мапа со подземни контејнери. Вака е насловена акцијата на невладината организација Мултикултура од Тетово во врска со огромните количини отпад во градот. Во нивното соопштение на социјалната мрежа Facebook стои: нема решение за отпадот во Тетово. Насекаде низ градот може да се забележат фрлени отпадоци, а постојат места како црни точки, што се создадени од несовесните навики и постапки на граѓаните. Една од нив е просторот предвиден за голем контејнер пред православните гробишта, каде што луѓе од други делови на градот, но и од селата, оставаат смет, па дури и мебел, апарати и градежен шут. Такви места се Исаат Маало, Колтук, Горна Чаршија, студентска населба, Ајдучко Маало, стариот градски стадион, недоградената спортска сала кај спортскиот центар и коритото на реката Пена. Тетовската мапа со подземни контејнери е поставена во центарот на градот со цел да се промовира користењето на подземните контејнери во иднина. Мапата ги прикажува локациите каде што треба да се поставени овие контејнери во Тетово. Исто така на граѓаните им се поделија и летоци со мапата со повик секој да придонесе за почисто Маало, почист град и почиста иднина. Акцијата има за цел да им укаже на локалните власти за потребата од долгорочно решение за промена на практиките и навиките за управување со отпадот во општина Тетово. Акцијата е поддржана од Фондацијата Отворено општество Македонија. Стои во нивната објава на Facebook. Муслиманските верници слават Курбан Бајрам. Сточарите незадоволни од продажбата. Верниците помалку купуваат од тие криза. Муслиманските верници го слават Курбан Бајрам, празникот чие главно обележје е принесувањето жртва или курбан. И годинава, поради тоа што Тетово нема сточен пазар,
Сточарите повторно се снаоѓаа, па продаваа на повеќе локации во градот, но во многу мал број, оти ги брка инспекцијските служби. Сепак, велат, нешто успеале да продадат. Сточарите немат ништа, али да се караш, нема власт. Ја, сточарот е што да прави, а продажба има. Народот е што да прави, сиромат. А од тоа се живи, на работа ние, а треба да јадеш, да правиш проблеми, полоши и така. Тето е срамота да нема сточен пазар. Па да, не баш. Нема, слабо. Пазар нигде нема. И тако. И купувачи има се помалку, оти се жалат дека нема пари. За една овца треба да издвојат од 100 евра па нагоре, покрупниот добиток пак се продава и до 2000 евра. Сепак имаше такви кои купуваа курбан, бидејќи таков е адетот. А се купува курбан, се жртва за Аллах, тоа е. Ја сме го купили, со мојот син сум, така. Кој обичај, што треба со месото да се направи? Со месото се дели, нормално све се дели. Можеш мало да држиш за себе, само за чефот да го правиш и можеш и све да го делиш. Пари нема, тоа е работа. Скупи се, не се стига, тоа е. Се гледам, ако не да може земам, ако не. Господ што се дesi, тоа, друго ништо не. Курбан Бајрам се слави 4 дена, а обичај е да се посетуваат роднините и пријателите. А токму ваквите семејни собирања кои се практикуваа и за Рамазан Бајрам се посочени како ризик и една од главните причини за ширење на коронавирусот. Од Центарот за јавно здравје Тетово известуваат дека водата во местноста Бањиче не е микробиолошки исправна. Имено на првата чешма минералната вода има колиформни бактерии и ешерихија коли, што е индикатор на фекално загадување. Иако се во мал зголемен број, сепак не смее да ги има во водата која се пие. Додека во втората чешма под металниот мост има само колиформни бактерии. Од Центарот за јавно здравје апелираат деновиве да не се полни вода во шишиња и да не се пие се додека не известат за исправност на истата. Поглаварот на исламската верска заедница во земјава на сите верници од муслиманска вероисповед им го честита празникот Курбан Бајрам и им посака мир, здравје и благосостојба. Почитувани верници, браќа и сестри, го доживуваме големиот празник Курбан Бајрам, кој ни носи голема радост на сите нас, на нашите семејства и на сите верници во нашата земја и пошироко. Курбан Бајрам е голем празник затоа што содржи многу историски и обштествени димензии со извонредно значење за човештвото воопшто, а посебно за верниците. Драги и почитувани браќа, имам посебна чест во името на исламската верска заедница на Република Северна Македонија и од мое лично име до сите верници во земјата и нашите сонародници каде и да се, да им ги изразам срдечни честитки, молејќи се на всемочниот Аллах на овој благословен празник да ги прифати нашите курбани и нашите ибадети, да го зајакнеме мирот во светот, да го елиминираме злото меѓу луѓето, да ни даде трпеливоста во искушенијата на овој живот. Нека Аллах не благослови со своите бесконечни благодети. Нека ни е честит Курбан Бајрам. Бајрам Мубарек олсун. Детектирани уште 5 случаи на делта сојот кој е присутен во 3 градови низ Македонија, меѓу кои Тетово, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Не можеме да страдаме ако некој не се вакцинира. Ако се соочиме со нов бран, ќе има рестрикции од септември, додаде Филипче. Граѓаните се пријавуваат без термин, никој да не се врати, вакцини има сосем доволно. Понатаму теренската вакцинација, која што ќе оди по систем на ротација, значи ако некое место е поминато, кога ќе се поминат сите други места околу тој здравствен дом, ќе се повтори циклусот. Отворени се
вакциналните пунктови за деца, околу 1800 деца се пријавени, околу 500 се веќе вакцинирани. Меѓутоа, сето тоа не е процент кој што може да не заштити од нов бран. И треба граѓаните да се свесни дека ако не се вакцинираат, има сериозно голема шанса да заболат од болест предизвикана од вирус кој што многу веројатно ќе ги смести во болница. И кој што многу веројатно има голема шанса да имаат компликации. А го имаат тој механизам, инструмент да се вакцинираат и да се заштитат. Сега имаме актуелен индиски сој. У последната недела се детектирани уште 5 случаи. Дел се во 3 се во Скопје, по еден во Куманови во Тетово, од вкупно 8 анализирани, значи не е тој ексклузивен, ги има и другите соеви. Меѓутоа за сите соеви, за сите мутации на вирус, вакцината е единствениот спас. И мора да се свесни граѓаните дека тоа е начинот на кој што ние може да ставиме крај, не само ние, сега во светот на пандемијата. Во овој момент правиме анализи колку се вакцинирани секторите кои што ни се најголем фокус. Во здравствениот сектор, здравствените работници прилично висок процент, некаде над 85%. Во одвработените во градинки над 50%, 54-5%, и еднакво толку вработените во училиштата, во основните и во средните. Сега ќе започнеме со интензивна комуникација помеѓу овие министерства за образование и труд и социјална политика, директорите на институциите, за да повторно разговараат со своите вработени да ги упатат на вакцинација. Таа не е задолжителна, меѓутоа во исто време размислуваме да некакви ограничувања воведеме од месец септември или од месец октомври, доколку се соочиме со нов бран. Сепак не можеме сите да страдаме заради тоа што некој не се вакцинира, ние не може да живееме затворени. Мора сето да функционира, да биде отворен, затоа е всушност и вакцината измислена за да се врати животот во нормала. СДСМ ќе го поддржи СДСМ со кандидат за градоначалник во Тетово, истакна председателот на владата Зоран Заев во однос на престојните локални избори. СДСМ ќе поддржи СДСМ. Зошто? Заради тоа што прво ги имаме трите коалициони партнери. Јас дадов изјава на еден од вашите колеги или колешки беше на медиумите. Таму имаме прво тројца коалициони партнери кои што сигурно настапуваат со своји кандидати. Нашето раководство општинско вели дека треба и ние да настапиме. Дел од анкетите ни кажува дека спаѓаме во првите 3 партии на локално ниво и секако локалните избори се избори на личности. И навистина, ако навистина се мотивира вистински кандидат или кандидатка, вредно е да размислиме. Ние правиме анкети во Тетово на неколку кандидати кои што поднесоа и кандидатура во постапката на Социјалдемократскиот сојуз. Но прво е коректно, дали ќе излеземе ние со кандидат или не можете да изберете кој од коалиционите партнери. Логично е да ние одиме со наш кандидат, секој да оди со свој кандидат во такви средини, за да во вториот круг, кога би останала една опозициона и една владеачка партија, било која од нашите, нормално е логично да се подржиме владеачките партии, затоа што имаме централна коалиција. Тие се очекувањата. Овие денови ќе следуваат разговори. Нормално, да не заборавиме, имаме уште би требало скоро 3 месеци и малку повеќе до денот на изборите. Имаме време да ги направиме сите соодветни анализи. Многу е важно да го слушнеме народот наш, граѓаните, што очекуваат од можните кандидати кои што би се нафатиле, што е тоа што најдобро можеме да им го понудиме, затоа што така ги зголемуваме шансите за поголем успех во следните 4 години. Физички напад во просториите на службата за итна помош во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на вчерашниот ден на едно лице од Тетово и 8 лица од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење на заштита на лицето. Ноќеска околу 1 часот полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 42 годишник од Гостиварско Мало Турчане, кој 20 на минути пред тоа, според пријавеното, физички нападнал 60 годишна жена, вработена во службата за брза помош, а оштетил и дел од инвентарот во просториите. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 2 часот на улица Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници привеле 19 годишникот тетовски копач Индол, кој агресивно се однесувал кон нив при извршување службени дејствија.
Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера пак во 19 часот и 30 минути 35 годишникот Тетово пријавил дека на улица Љуботенска во Тетово околу 18 часот и 40 минути физички бил нападнат од 62 годишникот Тетовска Мала Речица, а поради недоразбирање во сообраќајот, пријавениот е повикан во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот. Вчера во 20 часот 61 годишна жителка на Тетовска Гургурница во СВР Тетово пријавила дека на улица во селото била касната од куче скитник. Одземени 5 патнички и моторни возила во Гостивар претежно заради бучавост. Овие активности се дел од планираните акции за воведување поголем ред и безбедност во сообраќајот. Во рамките на планираните активности за поголем ред и безбедност во сообраќајот во летниот период, вчера во периодот од 18 часот до 20 часот и 30 минути, во централното подрачје на Гостивар спроведена е локална акцијска контрола, во која времено биле одземени 5 патнички моторни возила, претежно заради бучавост. На нивните сопственици ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци, согласно член 344 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Доколку се утврди техничка неисправност на возилата, тие ќе бидат задржани во Гостиварското полициско оделение за безбедност на патниот сообраќај. Инаку од започнувањето на практичната примена на измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, на поширокото Гостиварско подрачје вкупно биле времено одземени 56 моторни возила, од кои 50 за истечена регистрација повеќе од 6 месеци и 6 за бучавост, како и една приколка. На Тетовското подрачје пак во овој период вкупно биле времено одземени 127 возила, од кои 115 поради истечена регистрација повеќе од 6 месеци и 12 поради бучавост. Во најголем број станувало збор за патнички возила и мотоцикли, а меѓу одземените имало и едно товарно возило. Одбојкарската репрезентација е на едномесечни подготовки во Маврово. Одбојкарите истакнаа дека очекуваат да постигнат добри резултати и да поминат во групата во квалификациите за Европското првенство. Моите очекувања за ова Европско првенство се да бидеме подобри, да од минатото, да победиме минимум 3 утакмици, минатото имавме 2 победи и да се пласираме во следниот круг, да ја поминаме групната фаза. Подготовките течат во најдобар ред. Ние се спремаме, ова ни е второ Европско првенство, па ќе врземе и 3 поред, што за нас е многу голем успех. Сега сме за 2 години поискусни од првото. На првото имавме интересен скор од 2 победи и 3 порази, но не поминавме во втората фаза. Сега сакаме да приредиме нови радости на македонскиот народ и да ги израдуваме со поминување во втората фаза, бар тоа.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.